Искрено да можев звезда да правам, имаше тука звезда да направам, од крај в крај. Ја си се одомаќинив, рака како приќе да носам. Ве молам некој што е во близина тука, да ми даде знак која ќе дојде до 30 минути да завршам. Заради тоа што ја ако фатам да зборвам, ќе дочекате дела апостолски кога Павле проповедаше и детето падна од натрецата. Да си сум реална. И плюс знам дека иако ја имам храна за која што вие не знаете, сепак од 19 часот ве чека топ храна од Хотел Дрим Момент. Ајде ќе видиме. Ние во Струга велиме една реченица, кога некој ептен натажен или во голем стрес или во голема тага, и нели символичната позиција на телото е да си со спушени рамена и да гледаш надолу. И ние во Струга имаме изјава: шоиш попат ко петлици да бараш. За тие што не знаете што се петлици, тоа се копчиња. Пострушки. Најнапред фала ви на честа и привилегијата што ми ја даде одборот на Ана, бидејќи од нивна страна навистина значи да покажат доверба. И јас навистина сум почестена што сум тука помеѓу вас. Овој пат некако дел од тимот за славење. И не ја земам здраво за готово таа чест и привилегија. Навистина, бидејќи се работи за скапоцени души во очите на Господ, пред кој што јас имам одговорност. И сакам да искажам навистина голема благодарност и воедно и чест на организаторите од Ана, и ќе ги спомнам по име. Причината зошто го праваме, што ги спомнувам по име, и јас знам дека славата на Господ му припаѓа. Меѓутоа, убаво е да си дадеме чест, бидејќи со тоа ја кронисуваме работата и делото на Светиот Дух во нивните животи. После тие круната може пред Господ да си ја положат пред лекнување. Ама некој треба да им стави круна за да имаат што да положат пред Господ. Така да, Драгица, Даниела, Биле, Наде и и Бренда, фала ви. И по широкиот тим сигурно ќе заборавам некоја, затоа нема да почнам да редам имиња. И јас сум воодушевена сите овие 4 години што кога доаѓам на конференција и што ја гледам трудот и посветеноста на Руле, наша Руле, со сите работи, 420 жени да бидат менаџирани. Тоа е многу голема работа. Фала за преведувачите, бидејќи заради нив нашите сестри од странство имаат можност да чујат што се случува тука. Сите сме поврзани и сите имаме подеднакво важен дел во Господ со нашите животи. Нема некој поголем или помал. Мери, фала ти за децата. Фала ти. И исто воедно фала на тимот за славење. Милка не подбра уште од мај месец, јуни. Кога ќе се собереме да вежбаме? Така што ова што го сведочевте денес е навистина посветеност на време, пожртвуваност, гласни жици
скапоцено време одвоено од нивните семејства. Не е ништо мало во очите на нашиот Тато Небесен. Амен. By the way, патем речено, извинете на англискиот израз, патем речено, многу често ќе ме слушате каде што велам дека е мој Тато Небесен. И искрено тоа е идејата на Светиот Дух. И ја тоа не го измислив, што јас Господ си го нарекувам Татичко Небесен. Тоа ќе го најдете во Римјани 8 глава, каде што Светиот Дух вели сега преку Павле, нели, оние кои што дозволуваат да бидат водени од Господ, од Светиот Дух, сега преку Светиот Дух велат Аба. На еврејски Аба е татичко. И нам ни е непријатно да го ословуваме Господ како татичко. Јохајнес, Твоја висост и светост, Господа, и сето тоа е во ред, меѓутоа Господ не е егоманијак. Господ може да живее без нашето славење. Славен беше уште пред да не создаде. И самодоволен. Меѓутоа одлучи да не создаде мене и тебе и ние да бидеме центарот на неговата љубов во тројството. Татко, татичко, син и свет дух. Господ не е егоманијак кој што денес е во лошо расположение, па ајде ние ќе го расположиме малце, ќе му пееме, ќе му славиме. Сето тоа е супер, но тоа е за наша полза. Нашата душа се облагородува кога ние пееме. Господ не му треба бустер на неговото его. Господ нас не создаде за заедништво интимно. Не за професионален однос, газда-чирак. Ако некој се чуди зашто ја донесов чашава, обична чаша, така? Ја довлечкав од Велика Британија пред 14 години кога се вратив. Завиткана во 7 пара пантолони само за да не ја скршам. Куферите знаете како ги фрлаат на аеродром. Сега, кога бев во Велика Британија, 2 пати неделно одев кај една жена да чистам, која што не беше верничка, меѓутоа многу ме засака. И еднаш, ја додека чистев, беше многу болна, сите болештини беа собрани во неа. Не можеше да се движи и само ме праша, дали имаш нешто во кое што ти многу уживаш? Ја и велам да, уживам во добра чаша за кафе. И јас во Скопје, ова ми е местото кај што живеам, сега ми е 10-то место на живење од селење за овие 14 години. Меѓутоа, секаде чашите за кафе се најскапоцено чувани и носени од место до место. Затоа што ја многу имам мерак, ме бенди сви да пијам во кафе во чаша што ми прави мерак. И женава, ека добро, интересно. И пред да заминам за Македонија, ја вели, I have a present for you. Океј, и ми ја вади чашава. Сега, најобична е. Меѓутоа, на дното, а и одстрана, го има кралскиот печат. Оваа фирма во Велика Британија е единствена фирма што е овластена да произведува, на струшки морам да го кажам, пајнци лајци за кралското семејство. Сега, кога се шетав во Лондон, мислам, чинам дека беше во Ковен Гарден, најдов на продавница каде што најдов производи од оваа фирма. Знаете колку беше оваа чаша? 70 фунти. Тоа се 80 или 90 евра. Само за една чаша. Меѓутоа, толку многу ми значи, заради тоа што Господ ми прозборе како татичко и ми рече, Виолета, не се работи за големата цена на чашата, туку се работи за волноста некој да плати толкава цена. Во тоа е вредноста на таа чаша. Не се работи за тоа како ти се гледаш.
крени поглед кон Исус, за да ти каже како тој тебе те гледа. Ние често пати во нашите песни лелекаме колку сме недостојни. Меѓутоа, верувајте, тоа не е достојна песна за славење на нашиот татичко. Бидејќи ние затоа што бевме достојни, тој ја плати таа цена. Нашата достојност всушност беше показател и катализатор за Исус да дојде. И тоа не беше дека Тато небесен онака, ајде оди на земјата, ко пуциве спаси ги. Мафи ми е работата без нас. Не. Во љубов беше зачната. Во љубов беше испланирана. Уште пред да постои светот. Ти донесе радост во татковото срце. И затоа Исус во договор со Тато небесен и Светиот Дух дојде на земјата, неприсилно. Ја ги шокирав луѓето во Холандија кога проповедав и кога кажав, јас не ја пеам Amazing Grace. Барем првата строфа. И се зачудија луѓето што ме слуша. Велам, заради тоа што има еден дел во песната каде што се вели that saved a wretch like me. Wretch е ѓубре, партал. Не си ѓубре, не си партал, кралска керка си. Не си знаела дека си кралска керка. И зато си живеела како што си живеела. Меѓутоа не си. Искрено, која од вас ќе умре за некој што не е достоен во вашите очи? Затоа што Бог Таткото толку го возлюби светот, што го даде. Не го турна со сила, аман. Не можам да ги трпам овие. Каков тато е тој? Нас Тато не создаде за ние да го познаваме како таков. И знаете, во тројството Тато Небесен е едната од трите личности која што луѓето верници најмногу се плашат. Исус е супер. Мојот спасител. Ама Тато Небесен можно е да не е задоволен, можно е да мисли дека ја не му сум угодна нему. Не е така. Не е така. И ако можам вечер во Господ ова што го зборувам да го употреби да ја скрши таа слика лажна што ние ја имаме за Тато Небесен, ја ќе си умрам радосна. Не си пророкувам на самата себе зло. Тоа е само алегориски исказ. Ќе пукнам од среќа. Нели? Пред известно време кога најдов, кога го читав стихот од 1 Петар 2:25 каде што се вели: сите вие талкавте како овци, но се вративте назад при надзорникот и пастирот на вашите души. И Светиот Дух ми рече: Виолета, обрни внимание, не го инспирирав Петар да напише пастирот на вашите духови. Нашиот дух е воскреснат со Светиот Дух во единство за цела вечност. На нашата душа и треба време да се навикне дека Исус толку многу ја возлюби нашата душа. А ние стоиме тука и во нашето секојдневие размислуваме: да знаете вие шо имат во душава моја. Меѓутоа Исус знае. Уште пред создавањето на светот, во Библија се вели дека Господ го расна јагнето што беше заклано пред создавањето на светот. И кога го создаде Адам, кажа: се што направи Бог е многу добро. Преку кого Бог Тато го гледаше Адам? Знаеше дека ќе сгреши? Преку вториот Адам, Исус. Халелуја! Халелуја! Овде требаше сите звезди да правиме од радост. Бидејќи Исус тебе те виде уште пред да дојдеш на земјава дека си во Исус оправдана.
И тебе Тато Небесен така те гледа. И кога се молев за конференцијата и си велам што да кажам, што да биде лајт мотив на моето излагање. И Тато Небесен ми кажа, кажи им на моите керки дека сакам да ги ослободам од страф и од срам. Бидејќи мислат дека ја не ги чествувам и дека немам доверба во нив. И тоа е мојата порака вечер за вас. Дека Тато Небесен има чест за тебе и Тато Небесен има доверба во тебе. Тој е достоен на вистина да се восхитуваме затоа што така нас не гледа. Морам да ги извадам наочарите да дам кај сум. Кај сум што сум нормално, на погрешна страница сум отворила. Али добра. Крени го погледот кон Исус. Бидејќи Исус дојде да ти го покаже Тато каков е. Крени поглед кон Исус. Бидејќи Исус нема да ти каже колку си ти за никаде. И колку денес не читаше доволно Библија. И колку ти денес не се молеше. И колку ти денес не беше трпелива. Крени поглед кон Исус, за да ти каже како Тато Небесен тебе те гледа. И како ти си љубена. Не си љубена како рефлексија на твоите дела. Ти си љубена како керка. Не си љубена како грешник. Не си љубена како страдалник и маченик за Исус. Љубена си како керка. Љубена си како керка. Не ми верувате дека ова е библиски? Што кажа Исус во Јован 17 глава? Патем речено, тоа е едно од најубавите поглавја што можете да ги уживате додека ги читате, бидејќи таму Исус се моли за тебе и за мене. И една реченица од неговата молитва за нас е, за да знаат дека ти ги љубеше како што ме љубиш мене. Како Тато Небесен тебе те љуби, исто како што го љуби Исус. Во Матеј 3 глава, кога Исус дојде да се крштева во реката Јордан, што чуа луѓето наоколу и Јован Крстител? Ово е мојот возљубен син, кој што ми е целосно, се радувам во него по волја ми е. Исус немаше направено никакво чудо. Исус немаше исцелено болни, не беше влезен во служба. И Тато Небесен грми од небото. Овој е мојот возљубен, не слуга, син. И во него е мојата целосна волја. Не вели овој е во целосно во мојата волја затоа што и затоа е мој син. Ние тоа им го проповедаме на луѓето, а тоа не е точно. Ово е мојот син. Ова е мојата керка која што ми е по волја. Можеш да го прифатиш тоа денес? Ако не можеш, погоди што? Го имаш најдобриот пријател на планетата Земја да ти помогне да го соџвакаш тоа. Бидејќи ако ти и јас не уживаме или не почнеме да уживаме во Божјата љубов дека ни е Тато Небесен, јас и ти ќе млатиме слама. И нема да ни е добро, и нема да се чувствуваме добро во својата собствена кожа, бидејќи секогаш ќе мислиме дека нешто нам ни недостига и дека Бог не му сме угодни. Кога јас и ти не сме зацврстени како керки на Тато Небесен, ќе ве шокирам сега. Не можеме да му принесеме обожавање. Не можеш да обожаваш и да славиш некого од кого коски ти се тресат.
Ама фала му на Господ Исус е тука буферот наш. Тој, посредникот ќе го смири Тато Небесен и неговиот грев. Стварно? Тато Небесен Саул ли е? Кој што му требаше Давид на лирчето да му подзасвири за да се смири? Не знам за вас, ама за мене тоа е многу погрешна слика за мојот Тато Небесен. Мојот Тато Небесен ме знаеше мене уште ја пред да дојдам во Струга, да се родам во Струга. Пред 47 години. И ме чекаше 21 година за да му кажам: а ја и ти да се запознајме. Пред известно време во нашата црква се пееше една песна за славење, која што онака, нели, си седиш и си уживаш, и тоа најверојатно ја знаете повеќето од вас. Копнеам по тебе, о мој Господе. Немам ништо против песничето, окей си е. Меѓутоа, кога ќе размислам подлабоко, ми создава една дистанца помеѓу мене и мојот Тато Небесен. Ја не морам коса да ми испадни и да ми обели за ја да се доближам поблиску до мојот Тато. Заради Исус, во Исус, ја веќе сум во Него целосно прифатена. Во Јован 3 глава вели, ова е вечниот живот, да те познаваат тебе. Јас и ти се трудиме и сакаме да го познаеме сега. Не ни треба вечноста која ќе заминам оној ден онаму. Сега сакам да го знам мојот татичко каков е. Меѓутоа, ако имам страф, ја нема да дозволам да го познавам него, бидејќи не можеш некого интимно да сакаш и да љубиш и да вкусиш колку си љубен ако ти е страф. Не може. И ние тоа го филуваме со стравопочит. Не е така. Во Тато Небесен, во нашето сознание за Тато Небесен, ние треба да уживаме за самите себе си, да уживаме во собствена кожа, иако малку кожата ни е порастегната со некој кило плюс. Ама треба да уживаме. А не еден ден, јако ќе стасам кај Господ, се ќе биде супер. Исус вика да те позна тебе, татко, и синот кого ти го испрати. Тоа е вечен живот. Тоа ќе ги промени луѓето надвор. Кога ќе видат како се љубени, кога ќе видат на кој начин се љубени. Дури и апостол Петар отпрво ги млати по глава евреите. Вие го убивте светиот, вие го распнавте светиот. За после растеш и созревање заедно со Светиот Дух, да каже, се даде нашиот Исус за нас. Ја гледате прогресијата? Нашиот Тато Небесен има голема чест за нас. И додека пеев таа песна, Светиот Дух ми кажа, се е во ред што вие си пеете дека копнеете. Меѓутоа обратното е. И јас копнеам да вие да ме запознавате мене каков сум спрема вас. Ме развали, не можев да мрднам. И Мита ја пееше таа песна. Не можев да стојам на нозе. Кога Светиот Дух ми проговори, мојот копнеш кон вас, да ме запознавате каков сум спрема вас, секојаш ќе биде поголем од вашиот копнеш кон мене. Тоа е нашиот Тато. Тоа е нашиот Тато. Таква чест нашиот Тато ни дава. Таков е нашиот Тато. Кога бев во Велика Британија, имаше 3 недели. Секој ден Светиот Дух ме поттикнуваше да читам Битие, параграфите за Аврам. И онака му велам, добро Свети Душе, глата ми пукна, секој ден ме инспирираш истото да го читам. Шо е работава? Зашо сакаш да ми кажеш? Ништо. И поминува една недела, поминуваат 2, ја фаќам 3-та, Светиот Дух постојано ме поттикнува
да ги читам истите пасоси. За јас, на 20-тиот ден, да ја забележам мојата реакција од сите 3 недели. Кога и да читав заветувањата на Господ кон Аврам, мојата реакција беше: извинете ми на струшкиот, токмак еден ни заеден. Ке ти беше улот, шо мајка бараше очи да копаш со Агара? Токмак невиден. И Светиот Дух ми вика: таа реакција ја имаш и за самата себе, кога мислиш дека не си ми угодна. И Светиот Дух ми рече: оди сега во Римјани 4 глава. Читајте Римјани 4 глава. Светиот Дух го слави Аврам и му дава чест на неговата вера. И ја читам Римјани тамо. Кога немаше надеж, Аврам се надеваш, ја велам: добро бе, Свети Душе, каква надеж легна со Агара, шо е ова? Никаде во поглавието во 4 глава нема лош збор од Светиот Дух за Аврам. Ние имаме. Односно ја. Ајде, вие сте духовни. Ја уште онака бебе цицолче во Господ. Онака пилиштарче. Меѓутоа, поентата е што Светиот Дух ми рече: вака ти се гледаш. Ама ја вака те гледам. Тоа е Тато Небесен. Јас сум убедена, секоја од вас тука што е мајка, не дај Боже некој да почне лошо да зборува за вашето дете. Очи ќе му истајте. Не дај Боже некоја да е од вас во ПМС. Така е? Како велет во Струга, абе на мајмунката најубо дете е нејзиното. Не дај Боже некој нешто да каже, дури да ви пролупало и да сгрешило вашето дете. Не дај Боже некој во некој јавен сетинг да каже нешто за вашето дете. Готово. Че заборајте дека сте во Светиот Дух. Ќе настапи огнено крштевање. Патем речено, знаете дека Господ е извор на хумор? Океј, да разјасниме. Нашиот Тато Небесен е извор на се што е добро. И е наречен татко на светлините. Не на светлината. Зашто е во множина? Затоа што 420 светлини се тука. Не ме обвинувајте мене. Ојте со поплаки ке Јаков, брат му на Исус, во неговото послание. Ја само пренесва порака. Готово? Колку? Готово, реков. А има уште, лелеј, мајко мила. Може уште 5 минути? Да се доискажа. Само уште оваа работа. Уште 2? Добро е. Во Јован 16:27 има една изјава што Исус вели: самиот татко ве љуби. И јас сум таква, од секогаш јазиците ми биле пасија и отидов да го истражам на грчки оригиналниот текст. И очеквев да го најдам зборот агапе, нели? Самиот татко ве љуби и она патер, не знам шо, агапеос. Го наоѓам зборот филео. Знаете што значи филео, односно ние што ја дефинираме човечка љубов? Знаете со што е окарактеризирана човечката љубов?
присно пријателство, на искреност и отвореност со можност за бакнеш. Нашиот Тато Небесен не филео. Му се допаѓаме во карактер. До тој степен што сака да не бакне во образ. Најпознатиот муавет на Петар и Исус. Петар, ме агапе? И Петар, знаеш Исусе, те филео. Втор пат, Петар, ме агапе? Знаеш Исусе, те филео. И Исус знајт на детево уште му треби цомуни да јајт, да ме разбери. Ја ќе се спушта на негово ниво. Петар, филео ме? Исусе, знаеш, те филео. Глејте го нашиот Тато. Глејте го нашиот Тато каков е. Глејте го каков е. Со толкава чест и восхит. И реков дека има Тато Небесен не само чест, туку и доверба. Бидејќи Исус на Петар, небитникот, предавникот. Ние да бевме, ќе беше терминатор момент. Петар, тебе последен те оставов. Има сега како риба овде што испеков и тебе да те испечам. За сето предавство, ела ваму, дојди приленце. И Петар му вели, паси ги моите јагниња. И после му вели, чувај ги моите овци. Ја гледате прогресијата на Тато Небесен колку му укажа доверба на Петар? Не само што му рече дај млеко или некое јадење, туку му рече имам доверба дека можеш да се грижиш за нивната душа, како што јас се грижам за вас. Затоа Петар инспириран кажа, сите талкавме како овци, ама си дојдевме кај пастирот на нашите души. Нему му принесовме слава на тој Тато Небесен. Таков е Тато наш Небесен. Фала ви што туку посведочивте на едно од поголемите чуда, Виолета да зборви 32 минути. Фала ви на довербата. Ефтен кампањски беше.